Дињите на 50 годишниот Зоран Георгиев од струмичкото село Сачево веќе 10 години се помеѓу најбараните овошји од купувачите. Тие се најзрели и најсладки, но по што дињата се препознава дека е добра? Она се познава, гледа, по жда, по коарта, по самата коара и мислам дека и самите мештарии го познават веќе. Тие што се мои мештарии што идат што зимат нон-стоп. Што им советувате на нив? Како да ја употребуваат дињата? Дали само како овошје или може со нешто друго? Може, некои прават разни соковници, некои ги ладат, па повеќе со мастичичка оде така, со струмичка, мастика, ладна дина, најдобро. Најдобро, па само да... Таа е најдобра комбинација. Добро, таа освежува, меѓутоа што е подобро да се јаде? Топла или ладна или? Ладна. Мислам, ладна, нема. Оти сега веќе јали го јуни и јули месец и самото време е веќе топло, самиот организам тера ладно. Да, и која е најдобра сорта на диње, кои сорти? Па сорта ние го садаме таа тука, јутер се вика дињата, мислам семето, холандиско семе, иде од Холандија и така, има и тука низ овчеполијата што садат рускиот ананас и он е добар исто, така. Ама сега за сега таа е прва лига. Што говори вашето искуство на крајот? Кој најповеќе купува, сака и јаде дињи, струмичени или штипјани? Па јадат и штипјани и струмичани. А кој најповеќе купува, кој се интересува? Па има интереси од двете страни. Штипјани се поголеми потрошувачи. Зоран вели дека по повеќето успешни години на продажба, лани била година на заборав. Зошто? Слабо. За таа година мислам слаба цејанта и не се исплаќа. 40 динара откупо на големо, нема тилажа голема таа година, нешто и... Колко е време потребно за да се истретира диња? Саден од јануар месец. И до сега, до финиш, што се викаме ние, до производство да дојдеше, многу голема. Дините 50. Само да ве прашам, што се е потребно за да се одгледа дињата? Бара ли многу внимание? Обавезно, секој производство бара внимание. А за дињата? За дињата тие се посебни третмани што как да ти, па например имаш од праскање, па џубрина, па разни работи. Што најмногу бара таа? Па бара џубра, повише џубра и вода. Сепак, интересот и пофалните зборови на муштериите се повеќе од мотив Георгиев да е тука секој петочен пазарен ден во Штип. Неговите дињи се синоним за освежување од јунската жештина.